Громаден пожар попладне во ги пепло са главните магацини на штипската компанија Андреј Компани, која се занимава со трговија на детски играчки и забавни реквизити. Итно и со максимален капацитет беше ангажирана штипската, но и противпожарни единици од други општини. Моментално кога добивме дојавата за запалено ѓубре, но кога се наближивме, видевме дека не е ѓубре, дека е огромен магацин. На лице место са излезени 4 пожарникарски возила од ТПП Штип со 15 пожарникара, испомош извикавме од Свети Николе и Кочани. Се надевам дека за брзо време пожарот ќе биде локализиран. Што е изгорено, што гори? Па најверојатно магазинот е со пластики, со играчки, со многу работи во него има. Жителите од приградската населба Три Чешми се шокирани од гледката што ја остави пожарот, бидејќи гореше модерен и скап продажно магацински комплекс. Опасна работа, ова е страшна работа. Златни објекти, најнови објекти изгореа. Па од прво беше малце чур вамо наму одеднаш, почна блокна голем пожар, тоа е невидена работа. Во многуте предпоставки за катастрофалниот пожар, како доминантна според командирот Коцев се издвојува малиот оган кој претходно е забележан на ѓубриште во близина, кој подоцна со помош на ветерот стигнал до објектите. Привичните причини дека од надворешно дошло запалено ѓубре, па покрај ветерот што е со голема брзина и така се прошил во внатрешните простории. Една од можните причини за пожарот, како што вели командирот на противпожарната екипа од Штип, Дарко Коцев, е силниот ветер, опожареното ѓубриште кое што дошло до овие магацини на Андреј Компани. Меѓутоа, неофицијална информација е дека можеби од силниот ветер се допреле електричните жици на обличните долноводи. По долга борба со стихијата, победата овој пат беше на огнот, но добро е што нема повредени ниту човечки жртви. Факт е дека се работи за огромна материјална штета со десетици илјади евра, но колку е точно во моментов податок нема. На лице место беше и екипа на штипската крим техника која ќе ги утврдува причините за пожарот.